Направени 3 нови уролошки процедури, и тоа не само за прв пат во земјава и во болницата Аџибадем Систина, туку и во регионот. За какви диагнози и третмани станува збор во живо Сања Димитровска. Токму така, зголемена простата, уринарна инконтиненција, стеснување на мочниот канал, ова се диагнози за кои се прават нови процедури за прв пат во нашата земја, и тоа во Аџибадем Систина, од тимот предводен од доктор Александар Мицковски, кој е наш денешен гостин. Доктор Мицковски, што е бенефитот за пациентите кои што имаат бенигно зголемена простата, ако бидат третирани со водена пареа? Бенефитот е што тоа представува најминимално инвазивната процедура до сега позната на планетата, се вика Резум, патентирана од амерички производител, кое што овозможува нешто што до сега беше незамисливо, да во една процедура која што се изведува во кратка анестезија, истиот ден си отидат дома и од првиот нареден ден да почнат со извршување на своите работни задачи, секојдневни активности, па дури нема ни забрана за физички активности. Решението е спасоносно, не само затоа што на долг рок ги ослободува од симптомите од препрека од простатата, туку затоа што им овозможува да продолжат со сите нивни активности, вклучително и сексуалната активност, ерекција, како и за прв пат од сите досега познати процедури ејакулација, односно сврлување на сперма и можноста да се биде родител, што е многу битно за младите мажи кои што имаат многу проблеми со мокрењето, кај кои што и терапијата прави повеќе несакани дејства од оваа минимално инвазивна хируршка процедура. Освен процедурата за зголемена простата, исто така сериозен проблем е и уринарната инконтиненција. Таа е втората процедура која што ја правите. Што значи тоа? Дали може целосно да се надмине овој проблем? Апсолутно да. Значи тоа е процедура која што за прв пат направивме заедно со тимот за реконструктивна урологија во нашата болница, симултано, што значи истовремено, вградување на 2 сериозни хидраулични импланти силиконски, кои што го решаваат проблемот и со трајно решавање на уринарната инконтиненција, трајно и комплетно решавање на проблемот со уринарната инконтиненција и со импотенција. Да сега со еден рез, симултано ги изведиме двете имплантацијски процедури во исто време, што е уште побитно. Пациентот доаѓа од западноевропските високо развиени земји, кој што по препорака на друг пациент слушнал за нашиот центар, и ваквите процедури симултано, значи истовремено, се досега изведени само во 4 европски болници. И за крај ќе ни кажете со третата процедура како може да се надмине проблемот со чести повторувачки стеснување на мочниот канал. По дефиниција, стеснувањата на мочниот канал се лузно ткиво, ожилно ткиво, кое што го затвара каналот. Стандардниот третман се викаше оптичка уретротомија и подразбираше пресекување на таја лузна во каналот, без гаранција дека нема да се повтори, затоа што изведувавме само механички третман. Со набавувањето на специјални балони за проширување на каналот, кои што во својот зид содржат цитостати кои што дејствува локално, превенира на тамошно формирање на сврзно ткиво во иднина, и процентот на успех на процедурата према Робус 3 студијата, докажана, огромна студија, од 28 на 5 годишен период степен на успех, се зголемува на 75, и што е уште побитно, 50% од овие пациенти ќе требаше да бидат подложни на една сериозна операција на реконструкција на мочниот канал со употреба на слузница на образот. 50% вака минимално инвазивно оперирани и истиот ден испуштени дома
ќе избегнат таква сериозна операција благодарение на овие специјални балони обложени со хемиска супстанција која што нема да дозволи повторување. Така. Доктор Мицкоски, јас ви благодарам еве за информациите за овие нови на процедури поканата, ми беше во уролошката дејност. Така. Студио? Сања, благодарам и тебе и на докторот за ова вклучување.